Звук на хаотична организираност. Музичка диамантска сложувалка на радио. FM Вреба. Така и Вреба на Радио Слободна Македонија, 8 минути по 15 часот. Невиниот гостин пристигна во студиото на Радио Слободна Македонија, организаторот на Кичевската ликовна колонија Горан Дуневски. Разговараме на тема отварање на изложбата на веќе споменатата 23-та поред Кичевска ликовна колонија. Отворањето ќе биде вечерва во Музеот на град Скопје со почеток во 20 часот. Инаку само да напоменеме дека интернационалната Кичевска ликовна колонија се одржуваше од 2 до 16 јули оваа 2016 година. Господине Дуневски, за прв пат во FM Вреба, добар ден, добре дојдовте во емисијава. Добар ден. Најпрво да ги поздравам сите слушатели на Радио Слободна Македонија. Благодариме многу. Значи на тлото на цела Република Македонија се слуша Радио Слободна Македонија на 3x2nvrsm.mk аудио во цел свет не следат токму сега. Господине Дуневски, значи од 2 до 16 јули, кажав, се случуваше 23-та интернационална Кичевска ликовна колонија. Сакам да им кажеме на слушателите од кои земји дојда уметниците, колку уметници твореа и впрочем на која тема твореа во рамките на 23-та Кичевска интернационална ликовна колонија. Така, оваа година се одржа 23-та интернационална Кичевска ликовна колонија, како што кажавте, од 2 до 16 јули во куќата на уметноста. Така, можеме да подобјасниме што е куќата на уметноста во Кичево? Да, тоа е еден објект, моментално работи како хотел и ресторан, изграден со специјална намена за уметниците, кој работи преку цела година, за секој еден уметник кој има желба да учествува со претходна најава може да дојде, да престојува во куќата на уметноста, да твори и да работи, како што кажам. Најоптимални услови има во куќата на уметноста. Да, тоа е значи специјално изграден објект, како што кажав, ресторан, ателје за работа и соби каде што престојуваат самите уметници. Куриозитетно место во Република Македонија мораме да истакнеме заради тоа што нели да ги сакаме уметниците, сакаме уметности, се поклонуваме на неа, меѓутоа многу малку водиме грижа токму за незиното величество, уметноста, воздигнувањето на духот. Ајде ние да се навратиме на она што се случуваше од 2 до 16 јули во Кичево. Така, како што кажав, 23-та поред, исто така и 23 учесници на таа колонија. Символично, заради тоа што 23-та поред или така да се погоди? Така и се погоди, да. Значи имавме од 13 држави, имавме од Израел, Казахстан, Индија, Ирак, Германија, Северен Кипар, Турција, Србија, Албанија, Косово, Хрватска, Бугарија и секако се разбира од Македонија. Имаше и повеќе дел некои од уметниците што во последен момент поради оправдани семејни приватни причини го откажа своето учество. Така. За на колонијата, така да и бројката се совпадна и со годината. Така, 23 од 13 држави. Како ги селектиравте уметниците? И како впрочем комуницирате со нив? Ги барате дигитално, вирално, ги барате на интернет или пак можеби сами се пријавуваат за да бидат дел од ликовната колонија? Комбинирано може да се каже, секако дека ние преку цела година работиме. Како ги регрутирате уметниците? Видете, Интернационалната Кичевска ликовна колонија има совет. Составено од академски, мислам, граѓани. Добре. Тука се познати уметници што учествуваат покрај Така. во советот на колонијата, покрај нас како организатори. И голем број на уметници преку целата година знаат за самата колонија, некои меѓу себе се препорачуваат уметниците, така ние ги бараме. Имало убава енергија, имало убав флуид, предпоставам, помеѓу уметниците и на тој начин од се срце си препорачуваат едни на други како на нили специјални колеги, повелете на Кичевската ликовна колонија која што има интернационален карактер, повелете. Така е, голем број од нив веќе и од подалечните земји повеќе години престојуваат кај нас на колонијата. Имате брачен пар од Казахстан, веќе 3-4 година како поред доаѓа. Токму Казахстан вака ми падна во око, морам да признам, Индија имате, Ирак исто така. Да, исто пред неколку години имавме за прв пат и од Аргентина еден голем светски уметник кој што за прв пат доаѓа во Европа и токму баш во Македонија, во Кичево, на интернационалната Кичевска ликовна колонија. Како ве најде уметникот од Аргентина? Па комуницираме сега многу лесно преку интернет. Така да се слушаме пораки, така да и повторно има желба да дојде со други исто така колеги. Најверојатно за наредната 24-та може да немат, за 25-та сигурно би дошол со уште со некои од соседните од Латинска Америка, некои земји исто така
негови колеги. Так. Сега, ајде да се навратиме на 23-та, поред Интернационална кичевска ликовна колонија, значи од 13 држави, 23 уметника, твореа на тема која? Значи 14 дена, тоа се 2 недели беа во дена, Кичево? значи темата е слободна, секој уметник може да работи баш тоа што сака. Повеќето уметници што доаѓаат од надвор, од Република Македонија, Изработуваат и мозаици, уметнички дела и скулптури, предпоставувам. Да, скулптури, повеќето скулптури имаат од метал. Ова година се изработија 70 дела, 65 дела се платна, значи комбинирани техники, масло на платно, акрил на платно, и се изработија 5 скулптури, од кои 4 од метал, значи тие се големи скулптури, негде прилика околу 2 метра, и една исто така од дрво. Од метал Тие и се дрво. големите скулптури се поставени, значи, во самиот објект во куќата на уметноста, и после има преку 50 на скулптури во самиот двор на хотелот на објектот. Така да убава можност е за секој што има можност кога поминува или да дојде со баш со цел за тоа да има една голема збирка во куќата на уметноста од такви дела. Колку дела има? Можеме ли вака да кажеме одредена бројка или пак може би е неизвестна Интернационалната бројката? кичевска колонија за изминатите 23 години поседува преку 1400 дела. Да. Платна и плюс скулптури. Да. 1400 на вистина импозантна бројка. Сега на вечерва ќе бидат представени 65 дела, различна техника, како што кажавте вие, акрил на платно, масло на платно, комбинирана техника, како и 4 скулптури од метал и една од дрво. Сега како ќе биде распределена оваа изложба? Дали најнапред ќе надочекаат скулптурите во музеот на град Скопје и потоа ќе следат делата? Какво ќе биде отворањето? Кој ќе се обрати? Дали ќе има уште нешто плюс диџеј, можеби некоја музичка точка, некој рецитал? Вака, значи, да напоменам дека скулптурите поради нивната големина, Добро. бидејќи повеќето се изработени од метал и се доста тешки, тие се поставени, фиксирани во самиот објект на куќата на уметноста. Тука ќе видиме само представени со фотографии од скулптурите што се на вечерешната изложба. Дали ќе бидат во природна големина фотографиите? Не. Додека повеќето, значи тука ќе бидеме представени со 40 на дела, Добро. бидејќи самиот простор во музеј на град Скопје диктираше таа бројка, за да не можеше да, бидејќи голем број 65 немаше место за да бидат тие поставени Моравте, сите. аха, Да, бевте за жал лимитирани. направи некоја селекција, бидејќи некои имат од повеќето од уметниците имаше изработија поголеми, па 6-7 дела, некои има од уметниците што работат само 1, 2 до 3 дела, така да сразмерно направивме некој со 40 и намислам дека е сосема доволно да што ќе се представиме вечер на Така, вечерва ќе има ли интернационални уметници или само македонците ќе бидат присутни на отворањето на групната изложба, ќе кажеме? македонците се разбира дека ќе бидат присутни, Така. сите голем дел од странските што се јавија, посака голем успех на Дали и може би понатаму- снимивте некој видео обраќање до посетителите? Па немаме, нали, најверојатно можно е вечер да Нешто имаме лайв стриминг, така. Да. Може би нешто во живо да се изведе, ќе биде навистина интересно. Значи на отворањето ќе има нешто специјално како рецитал, како може би нека музичка точка, може би некое солистичко парче, оперско или пак диџеј. Тоа значи оставаме како организација на музеј на град Скопје. Голема благодарност до нив. Така. Значи што ни овозможија да користиме дел од нивните сали, да се представиме пред љубителите на уметноста со нашите дела од Интернационалната кичевска ликовна колонија. Така да оставаме на нив како ќе биде замислата. Значи знам дека ќе биде организирано, ќе има од наша страна еден свечен коктел. Од нивна страна знам дека видов има поставено озвучување, дали ќе биде тоа музика во живо или Во секој снимен случај, материјал, да. ќе биде интересно, ќе биде Отворањето посебно. исто така да напоменам, да ве спомнавте во 20, не во 20, ќе биде во 19 часот. Аха, во 19 часот. Изложбата ќе отвори академик Газанфер Бајрам заедно со еден од основачите на Интернационалната кичевска колонија,
господин Владимир Толески, председател на бордот на директори на АД Тајмиште, кој што е и главен покровител на оваа Така. интернационална кичевска ликовна колонија. А покрај Тајмиште исто така покровител е Министерство за култура при влада на Република Македонија. Да споменаме дека изложбата, која што вечерва ќе биде отворена не во 20, туку во 19 часот во Музеот на град Скопје, посетителите ќе имаат можност да ја погледнат во истиот веќе споменат музеј до 10 јануари година 2017. Господине Горан Донески, кој што сте од организацијата на Интернационалната кичевска ликовна колонија, да ве запрашам пред да ви се заблагодарам, планирате ли нешто, кажавте, вие споменавте нешто година 25-та интернационална изложба, значи таму доаѓа година 2018-та. Имаме ли некој уметник кој што можеме веќе или на кој што можеме да сметаме дека ќе биде дел од оваа интернационална ликовна колонија во летото господава 2017-та? Значи традиционално во месец јули се случува ова. Да, ликовната колонија започнува секоја прва сабота во месец јули. Така да наредната 24-та би била тоа од 1 јули до 15. Така, 2 недели. Да, Имате веќе некој поголемиот уметник? број го имаме. Така? Од уметници, поготово со странците. Има некои што се и повторно брачниот пар од Казахстан доаѓаат, од Ферудин Ишиман, познатиот уметник исто од Северен Кипар, редовно кај нас е веќе 10-15 години доаѓаат. Така да има и од Италија, има од ова година од Англија, има од Малезија повторно, редовни гости имаме од Малезија. Одлично, одлично. Идва чекаме да падне мрак, да дојде 19 часот и да се лоцираме во Музеот на град Скопје. Отварање на 23-та поред Интернационална кичевска ликовна колонија, поточно изложба на Интернационалната кичевска ликовна колонија. Господине Донески, ве благодарам многу што одвоивте време, што пристигнавте за да бидете дел од ефемврива на Слободна Македонија и на целата македонска јавност да го представиме работењето на Интернационалната кичевска ликовна колонија. Благодарам и на вас и поканувам уште еднаш до сите љубители да дојдат вечер на отворањето на изложбата. Благодариме многу. Ние одиме со ИПП во ефемврива на 3x2.rsm.mk. Звук на хаотична организираност. Музичка диамантска сложувалка на радио. ефемврива.